Добро вечер, почитувани гледачи. Ова е еден телевизија. Јас сум Сашо Ернановски. Среда е, денеска е време за печат на неделата. Оваа недела, она што ќе го разговараме, ќе биде наменето за нешто што ќе треба да се случи за викендот. Во сабота е годишното собрание, практично изборното собрание, бидејќи тие избори се прават после секои 3-4 години, на новиот председател на Сдруженијето на новинари на Македонија. Вечерва за таа тема со мене во студиото ги поканив колегата Зоран Фидановски, кој што е новинар, но и член на Агенцијата за медиуми, и тоа представник на ЗНМ, колегата Драган Антоновски, кој што е директор на МИА, и колегата Младен Чедиковски, главен уредник на 24 Вести телевизијата, но и барем досега единствениот кандидат кој пријавил кандидатура за нов председател на ЗНМ. Ако ми дозволите само неколку технички информации за гледачите, значи ЗНМ од своето основање до денеска, тоа се пред 70 и кусур години, првпат има најголем број на членови, има негде околу 750 активни членови. Според статусот на ЗНМ, статутот вели дека собранието има кворум со 10% ако се присутни членовите. По она што разговарав со колегите од ЗНМ, ти очекуваат дека ќе има барем неколку стотици таму членови на ЗНМ кои што ќе земат учество во тоа изборно собрание. А денеска до 24:00 е последниот рок кога може да се поднесат кандидатурите, има одредена процедура за тоа. Мислам дека има добиено од Младен само една председателска кандидатура, иако е можно да има и уште некоја до 24:00, и има добиено негде околу 25 кандидатури за управниот одбор на членови и уште 10 за надзорниот одбор и за Советот на етика. Односно, чест. Така е, Советот на честа, тоа е тоа, Совет на етика, иако постои друг Совет на етика. Значи, кој ги она што сакам вечера да го поразговараме, и самата емисија е така насловена, каков председател на ЗНМ ни треба. Но ќе стигнеме до тоа. Прво, Зоки, каква е денеска ситуацијата со Сдруженијето на новинарите и со новинарството во Македонија воопшто споредено на назад години, бидејќи знаеме дека претходните избори во Сдруженијето беа и драматични. Памтам, пред 8 години беше навистина драма. Тогаш беше една влада која беше многу поагресивна кон новинарите, па затоа и на самото собрание имаше разноразни кујни, да кажем, за тоа кој ќе води, што ќе води и така натаму. Па може би е добро со тоа да започнеме. Да видиме каде е денеска ЗНМ, за да видиме каков председател ни треба. Најпрво благодарам за поканата да учествувам во емисијата. Изборот, непосредниот избор на председател на раководство на ЗНМ се поклопи во истата година, во истиот период, ако се сеќавате, кога тогашната власт брутално упадна во еден телевизија. Да, 2010. Тоа беше на крајот, кон крајот на 2010 и имаше обити за упад во самото собрание на ЗНМ, да, така ќе го наречам, да се преземе Сдруженијето. Значи, упадот во еден телевизија, која што тогаш беше водечка телевизија и по рейтинг, и по гледаност, и по кредибилитет, практично може да го значиме, ако дозволиш, како почеток на едно апсолутистичко владење во тоа време. Па мислам дека 2010 е отприлика таа преломна година кога почна една потврдо владење. Во такви услови ние во тоа време го избраме раководство со председател Насер Селмани, кој што истера во овие 8 години 2 мандата. Можам слободно да кажам, ако направиме едно мало ретро наназад, дека во овие 8 години, јас нема да зборам и претходно, се согласувам дека направено и претходно доста чекори се правени, меѓутоа во овие 8 години ЗНМ израсна во еден препознатлив бренд, според мене, во македонското општество. Еден од најважните чинители кога станува збор за јавност, за мисла, односно за став по одредени прашања, се разбира исклучително за прашања кои што се поврзани со медиумите. И ако дозволите како подкрепа на тоа, значи сите релевантни меѓународни организации кога составуваат извештаи за Македонија, за слобода на медиуми, за состојба на имна, за професионални новинарски стандарди и така натаму, задолжително, без исклучок, не го заобиколуваат ЗНМ и го прашуваат за став и мислење кога треба пред да ги состават тие извештаи. Добро, да се подсетиме, после тој неуспешен упад на таа власт во ЗНМ се случи правење на едно ново здружение, да кажем, кое што беше со симпатии на власта, МАН, за кој не знам денеска дали постои, можеби колегите нешто и работат. И тоа де факто не заживеа, а ЗНМ помина низ жестоки години на притисоци, закани, обиди за замолчување и така натаму, тоа не успеа. Мора да се признае дека
Тоа веројатно не е само последица на председателот, туку на целата организација и воопшто свеста во општеството. Драган, се сменија времињата, ти си денеска директор на Државна информативна агенција. Ти си јавувал ли премиерот за да бара нешто да биде објавено или тргнато од Па не, мислам дека тоа и апропо какво ЗНМ беше во тој период, не зависеше тоа од ЗНМ како ЗНМ, од името, зависеше многу од луѓето кои што беа бунтовни и кои што се протесталува на се, што беше надвор од новинарската професија. Така што мислам дека во тој контекст и на прашањето што се случува сега во МИА во однос на јавувањата или најавувањата, мислам дека најмногу зависи од првиот човек, односно од луѓето колку сакат да се спротивстават или колку сакат да се согласат на нешто. Кај мене не се обидуваат затоа што знаат дека сепак јас сум новинар. И ја многу повеќе сакам новинар да ме нарекуваат отколку директор, затоа што тоа е привремена функција, сепак сум во фелата и не ми импонира нешто директор многу, да бидам искрен. Младен, и ти си главен уредник, и ти си на позиција кај што може да се врте телефони. Јас од секој сум тврдел дека без разлика на властите и на владите, секојаш било прашање на интегритетот на луѓето кои што стојат во медиумите и во здруженијата, и дека сега јас тоа морам да кажам, го кажам и од аспект на човек кој бил сменет од државна телевизија со полиција изфргат во некакви средина на 90-ти години пред многу години, кога СДСМ беше на власт, патем биде речено. Дали денеска се чувствува и во твојот медиум 24 вести една угледна телевизија која што има повеќе годишна работа, има ли промена во атмосферата и воопште во третманот на новинарството? Види, секако дека е така. Значи, оваа улога што ЗНМ ја одигра изминативе 8 години, значи од 2010-та, откако организацијата почна да работи на едни уште поздрави и почврсти темели, особено во период кој што беше многу тежок, многу страшен за новинарството, и сега да бидеме малку и не само критични, новинарството и новинарите останаа една од неколкуте професии, да не речам една од ретките професии во земјава што пружија силен отпор кон сите појави на тоталитаризам, тоталитаристичко владење, обид за цензура, обид за создавање на едноумие, да речам, во медиумите, за разлика од другите професии, професорската, например, или академската. За жал тоа е така. Го преспаа тој период. Го преспаа некако тој период. Но некој направи убави кариери, што е право, не само што спија, туку и работи активно. Да, но на крајот на денот повторно нели ќе се прашаме кој што правел кога имало вакви или онакви случувања. Така да, од тогаш до сега ситуацијата навистина е драматично променета во делот на она што се вели притисоци, обид за притисоци, но да не заборавиме и да не подцениме дека секоја власт која и да ќе сака директно или индиректно или полудиректно да има некакво влијание врз слободата на говорот. Можеби тоа дури и да не е од причини кои што се тоталитаристички или врзани со некакви, не знам какви појави. Лични суети, може да е поврзан, да, и секоја власт, мислам дека дури и најдемократската власт на светот се обидува и ќе се обидува да стави некаква си мини контрола барем во тој дел. Наше е тоа да не го дозволиме, не само за оваа, за било која идна власт. И тука е времето кога треба конечно да ја зациментираме оваа позиција што новинарството сега има, но не е доволно да биде силно ЗНМ, потребно да биде силно новинарството. Знаете, ние изгубивме 10 години, изгубивме генерации на новинари кои се школуваа по сосема различни стандарди од оние што ние ги учевме пред 20 години. Веројатно и ти се сеќаваш. И мислам дека тука е следното на што морам да се Ако добро го разбирам, Младен, заправо сега ЗНМ се сели во еден нов период. После еден период од добри 7-8 години во кои што требаше се одбрани не само здруженијето, туку и професијата, сега треба да се свртиме кон професијата. Да навистина се погрижиме за професионалните стандарди и така, не само во новинарството, туку и во медиумите, предпоставам пошироко. Дали е тоа вистинската диагноза? Дали е тоа... Ја би додал неколку аспекти претходно, се согласувам дека сега е време вистински да се посветиме максимално на професијата. Меѓутоа, најпрво мора да се посветиме да се обезбеди безбедноста на новинарите во работата. Неказнивоста на насилствата врз нив
Тој тренд е видливо опаднат годинава во однос на лани, само за споредба 18 напади лани врз новинари или новинарски екипи, 6 оваа година, 2018 само 6. Пред тоа, значи 2000, ако јас добро ги памтам, 60 во последните 4. Во последните 4 години. Од кои некои многу груби, значи овие физички напади, да. Физички со тешки телесни повреди. Да. Оно што загрижува Сашо е само 2 се разрешени практично. Да. За 2 има судски, односно пресуди, за нападот на екипата на А1 кога имаше пред собранието и еден случај, мислам, во Охрид беше, едниот 6 месеци затвор добија за нападот на екипата на А1 и има ваму условна казна, ми се чини. Загрижува моментот дека треба таа пракса да се намали. Ако дозволиш неколку збора, кога ќе го надминеме тоа, кога државата како систем ќе профункционира, нема да дозволи такво нешто. Кога новинарите ќе се почувствуваат безбедни во својата работа, верувам дека тој чекор ќе биде многу значаен да се зголеми нивото на професионализам на самите, да не имаме страв на нашите колеги кои ќе излезат на улица да ја направат приказната така како што треба, без при тоа да мислат дека ќе бидат физички или вербално малтретирани. Само да ве потсетам, бидејќи сум ја работел таа тема, па ми се познати податоците, од тие 18 пријавени случаи МВР тврди и обвинителството дека сите се разрешени. ЗНМ на тоа протестира, бидејќи тие велат дека се разрешени на ниво кога се повикувани сторителите и опоменувани. ЗНМ ставот официјален на ЗНМ е дека треба да стигне случајот до обвинител. Затоа што ако тој тек го добие, така се превентивно се делува на тоа. Мислам само да расчистиме, инаку претходните години имаше уништување на имоти на новинари и така натаму, треба да се каже дека ниедно од тие истраги нема дадено резултат. Освен во, ми се чини, од 5-60 случаи, во еден случај, ако не се лажам, уапсија некако и така. Добро. Како вовед за... Тука по мене причината е во нешто друго, во солидарноста на новинарите. Значи, Сдруженијето, реагира, рековме, работеа сите овие 8 години, ова колку пати е артикулирано, барано е, меѓутоа не е само до Сдруженијето. На Сдруженијето му требаат новинарите. Тоа е суштинско. Колку новинарите се солидарни за тоа што нив им е потребно. Значи, да не заборавиме во тој период кога го почнавме ЗНМ, го почнавме и синдикатот. Значи, тие две организации апсолутно соработуваа и буткаа заедно работничките права, професионалните права во професијата. Но суштински новинарите некако сега ќе избереме нов претседател. Ама ЗНМ само не може да работи. Битно е колку новинарите ќе чувствуваат организацијата за своја и колку ќе партиципираат. Вие може да го ставите најдобриот лидер. Ако тие очекуваат само лидерот да ја реши, ЗНМ тие 10 луѓе или 15 да го решат, тие ќе буткаат, меѓутоа битна е поддршката од новинарите. Сум ја имали Тамара Чаусидис минатата недела, а и Насер Селмани председател, Тамара на синдикатот беше председател на Одобна и така. Забележливо е што практично новинарите многу се поактивни и поволни да се зачленат во ЗНМ, отколку во синдикатот. Тоа е неверојатно. Што е тоа, прашање на страф или прашање на дезинтерес? Па не знам како да го дефинирам, меѓутоа... Имате ли синдикална организација во МИА и во 24 вести, например? Во 24 вести имате? Да, има членови. Бидејќи, Драган, ти си били функционер на синдикатот, мислам дека е драматично помало членството на синдикатот. Тоа е неверојатно, ние сме имале ситуации кога новинарот ти кажува, знаеш, газата ми прави вака, едно друго, дури имавме екстрена ситуација кај што новинарка вели газата ми го зема пинот на картичката, ми префрла дупло пари, после тоа сам си ги вади од картичката и викам и окей, и ти се согласи на тоа, да, па како ја да ти помогнам ако ти самата се согласуваш. Значи, ама синдикатот како да ми помогне, како ќе ти помогне синдикатот ако ти сам не сакаш да се спротиставиш, а потоа да го повикаш синдикатот да дојде така што битни се новинарите во приказната. Младен, бидејќи се кандидираш за председател на ЗНМ, како го дефинираш односот на газдите кон медиумите? Јас ако смеам да направам еден вовед, може да ќе ти олесна, може да ќе ти отежна. Кај нас се уште како да владее едно мислење кај газдите, иако мислам дека и тоа во меѓувреме се коригира, дека малку газди разбираат дека кога ќе покренат, например, телевизија, дека телевизијата веќе не е нивна, тука е на јавноста. Има газди кои мислат дека телевизијата е моја, па ќе правам што сакам. Тој концепт дека кога си решил да влезеш во јавна дејност, дека престанува да биде твоја, таа е твоја по ни за други работи, али во смисла на каков е аутпутот, таа е на јавноста. Види, она што е најважно е да се газдите да овозможат професионалната работа на новинари. Значи, доколку тие се согласуваат со прифаќање на
нормалните новинарски стандарди кои што важат насекаде во Европа и во светот, зборуваме за нормално за развиените демократски земји, во тој случај ние нема да имаме проблем со газдите. Но вие гледате што се случуваше со години наназад кај нас со медиумските газди, со она како тие го сваќа поимањето на медиумот. Дури не ни како играчка, туку како средство за политичка моќ или за остварување на други одредени бизнис интереси. И поради тоа имаме, не знам, телевизии кои што во континуитет имаат провладина уредувачка политика, без разлика дали се менува владата или не се менува. Значи, они не ја менуваат уредувачката политика. Сакам да кажам... Сакаат пари. Сакам да кажам, тоа мораме и на тоа да работиме. Мораме и на тоа да работиме и на свеста, и на медиумските газди, и на... Меѓутоа, без целокупна промена на бизнис климата, не само на газди, на собствениците на големите компании, кои што не треба да ги сваќаат медиумите како исто така како средство каде што ќе пласираат некои пари само за да не се зборува за криминалот или корупцијата или туку треба да го сватат како не знам, како двигател на промени кои што еднаш мора да дојдат во општество. Со општествена одговорност. Со општествена одговорност. Ако тоа не го сватат тие, тогаш сите ние многу уште долго ќе се валкаме во ова медиумска слика која што не ни е најрозова, мислам искрено да си признаеме. Зоки, пошто си ти представник на ЗНМ и на новинарите во агенцијата со години и така, прво има ли таму промена? Бидејќи агенцијата е регулаторното тело во нашата област, особено во електронските медиуми, за тоа разговараме. И второ, и таму има една месечини промена, бидејќи сепак составот е релативно сличен, ако не ист, како и претходната власт. Има ли смена во атмосферата, во односите, во тоа што го прави агенцијата? Има, ќе бидам искрен, има. Некаде ние во првата година и пол, ќе речам, од мандатот, беше една сосема поинаква ситуација таму. Се што она како идеја, како предлог мој или како дискусија го излагав таму на седниците на Советот, беше наоѓаше, да речем, по моја слободна оценка, на еден зид. Веќе поинако се менува. Јас морам да кажам однапред дека стручната служба во агенцијата е доволно стручна за да си ги обавува работата како што треба. Проблемот досега бил во обидот за политизација на членовите или на заклучоците од некакви извештаи кои се донесувале. Извештајот е сработен како што треба. Кога ќе се донесе заклучок, се обидува да се политизира, да се наметне некои заклучоци. Имам еден пример лани на кој што јавно реагирав кога се обидува после изборите 2016 кога се работеше извештајот годишен да се каже дека сите телевизии известувале исто во тоа време, вклучувајќи едни и други во исти кош, иако кај едните имаше говорна омраза, а кај другите можеби грешката биле зашто 5 секунди продолжиле со рекламата, да речеме. Тоа се сакаше да се стави во еден кош. Службата, ќе речам, си ја врши работата. Сега веќе има промена во амбиентот. Тоа што е право, директорот на агенцијата Зоран Трајчевски беше еден од првите функционери, ако мене ме држи добро памтењето, кој ја смени политиката дури и пред да падне власта предходна. По право сум или не сум во право? Во смисла на своите јавни настапи, во смисла на пропагирање политики. Само дали пресметавме колку штета направи предходно. Значи некаде од 2016 година почетокот, кога почна оној процес на предизборен, ако ви текнува со пржинската влада, два пати се одложува изборите. Заправо, после пржинските преговори дојде до една промена. Од прилика веќе можам да кажам дека агенцијата функционира генерално коректно во сите своји домени. И можам да кажам дека си ја обавува работата како што треба како регулатор. Во согласност со постоечката законска регулатива, бидејќи строго се држи до законската. Сега, ако има аномалии во законот, тоа веќе не е до регулаторот, треба да се промени законот. Колеги, може би грешам, ама еве за тоа сакам да ве прашам дали грешам. СДСМ во последните 30 години, говорам сега, сите ние помалку и повеќе сме присутни, а секако последните 30 години, СДСМ остварувало секогаш влијание, сакало да владее и да влијае врз медиуми по некакви посвилени ракавици. Овие од ВМРО секогаш биле малку погруби во таа работа и подиректни, но и поефикасни, морам да признам. Значи, ако решат да потрошат 10 милиони, ги трошат. Немаат проблем со тоа. Чувствуваме ли дека предизвиците и за новото раководство на ЗНМ ќе бидат во таа, дека практично што го разговаравме, политичарите нема да престанат со желбата да влијаат, па и ова се да се вакво какво што е?
Точно така. ВМРО потроши десетици милиони евра во изминатите десетина години во медиумите и создаден страшен коруптивен систем за кој што сите сме свесни како функционираше. Создаде крајно непазарни услови на стопанисување. Го уништи медиумскиот пазар затоа што медиумите веќе не се тркаа по реклами, се тркаа по владините пари, а кога не се тркаш по реклами, произведуваш неквалитет. Во такви услови немаше лидер, немаше кој да води, особено по згаснувањето на еден телевизија, и она до што дојдовме сега е парите од рекламите да ни одат надвор по странски канали, така, не знам, по Спорт клуб, по Арена, не знам, кои други, National Geographic и така натаму, каде што има подобар контент, подобра програма и дел од гледачите често се решаваат да вртат натаму. Сакам да кажам, јавните пари во медиумите се зло. И тука не треба да имаме дилеми. Тоа е инаку што го кажуваш е континуитет на сегашните ставови на ЗНМ помалку или повеќе. Ама на тоа реакцијата на колегите новинари е чекајте, но не оставите без плати. Бидејќи тие јавни пари нешто се преточуваше и за разноразни трошоци во професијата. Оти слушам и такви реакции. Така е, но сега газдите заработуваат, ама вика ние останавме без плати. Што добивме? Кој продукт новинарски го добивме? Која истражувачка емисија ја паметиме и седнуваме да ја гледаме секоја недела пред екраните? Мислам, ретки се, многу се ретки. Што добивме за тие истурени милиони евра во ништо, само пропаганда добивме. И поданичко новинарство. И поданичко новинарство. Значи, ако тој модел не профункционирал, а не профункционирал, барем не за она како што ние го сваќаме јаснавот, барем ние овде, претпоставувам и редица други што се согласуваат со нас, од таму сметам дека тие пари за државни пари во медиумите не се добре дојдени. Ако дозволиш се може да има повремени европски практики во смисла на ова што се случува со печатените медиуми, бидејќи тие знаеме во каква позиција си и во каква позиција ќе продолжат да обстојуваат. Опаѓа читателската публика, старе и така натаму. Добре, секој било прашање на критериумите, дури не и прашањето на критериумите старите е многу важно и транспарентно. Како се делат тие пари и зошто? Парите на државата се едно, меѓутоа не заборавете дека во медиумскиот простор легуваат и други пари. И пари од надвор. Значи секоја власт сака да влие, да владее, да обстојува и да го. Кога велиш од надвор, мислиш новија проекти, разноразни. Па мислам, па не само на проекти, влегуваат и црни пари, влегуваат и медиуми, значи повеќе не се медиум само телевизиите, не се медиум само весниците, тука се порталите, тука се не знам социјалните мрежи, тука се не е само новинарството на традиционално, тука е граѓанското новинарство. Значи ЗНМ има многу работа да ја вратам приказнава на ЗНМ, значи во професионалноста во работењето. Што е професионално? Ние да речеме едно време робувавме на приказнава дај ги двете страни и тоа е новинарство. Само по себе двете страни. Драган, има ли шанса да ја добиеме таа битка? Има шанса. Има шанса ако се вложиме сите. Ако биде мене ми е добро, окей ми е нова позиција, ја ќе си молчам. Другиот сега имам добра плата, не ми треба ЗНМ, кога ќе немам плата ќе ми треба и ЗНМ и синдикат. Значи се свед во солидарноста е приказната и во организацијата и кој ќе влече напред. Апсолутно, да. Тука е целата приказна, затоа што ние, пак ќе кажам, ЗНМ сега треба да поработи на еден нов момент, затоа што ние гледаме во телевизија две страни, имаш ти галама, кај е релевантноста? Имаш идиоти кои што излегуваат и лупат глупости. Имаш идиоти кои што и да не кажам каде. Ама кога ќе ги погледаш процентите на гледаност, идиоти кои што лупаат глупости некако привлекуваат повеќе публика. А на крајот медиумот има потреба. Медиумот прави пари. Тоа не сме. Меѓутоа, а градење на вредности кај сме во таа приказна? А медиумска писменост кај сме? Што е релевантно, што е нерелевантно? Тоа сакав да кажам. Писменоста на граѓаните, кој ќе ги описменува? Ако ти му нудиш постојано него глупости да слуша, ќе рече, па ова е топ. Дај вака само ќе треба да се создаде понуда за да има побарувачка. Точно. Знаете што? Секој во оваа држава може да работи новинарство, но не е секој новинар.
можеме и така да ги разграничиме работите. Да. И ние мораме да задржиме, значи, субстанцата на професијата, да се трудиме таа субстанца да ја освежиме. Дали тоа не е најголемиот предизвик за ЗНМ? Како во ера во која што сме под огромен притисок од нови медиуми, каде што не мора да бидеш новинар за да се занимаваш со информации, како да се опстои на овие стандарди професионални нивоа? Точно тоа ќе биде голем предизвик и верувам дека ќе оди како што одиме цивилизацијски напредокот, мислам дека ние мораме да одговориме на тој предизвик. Субстанцата новинарска која што во бит значи истражување, давање на релевантни информации, значи борба против дезинформација и пропаганда, она што е популарно наречено фейк ньюс, таа борба мораме да ја добиеме како професија, за да останеме релевантни, како релевантен извор на информации, кога обичниот граѓанин ќе сака во својата глава да се донесе заклучок за одредена Младен, тема. Што може здруженијето да прави? Може би е смешно, но ние еволутивно треба да се вратиме назад во новинарството. Апсолутно. Значи, тоа е една мини дефиниција која е апсурдна сама по себе. Значи да ја вратиме веста, информацијата, коментарот, суштината на она што се вели журналистика. После толку години со пропаганда, со фейк ньюс, со развивање на црнила и очаи во медиумите, сега треба да одиме 3-5 чекори напред, а тоа е професионализирање на самите редакции на медиумите. Се разбира, тоа не може да го прави ЗНМ да оди по редакции да ги професионализира, меѓутоа сите ние како фела мораме да дадеме еден силен инпут во тоа. Можеме да правиме новинарски кампуси, школи за младите новинари каде што ќе можат навистина да денеска ги научат годишно има по 3-4 обуки, да речеме. Да, тоа е окей. Веројатно треба да се постават и во некои подруги рамки во смисла да се работи на редакцијски школи, ако може. Да се работи на редакцијски школи каде што особено младите новинари ќе успеваат да ја добијат она потребна енергија и синергија, да го запалиме огнот кај младите. Ја не гледам дека има оган во... Дека нешто им гори кога се занимаваат. Не, има се разбира, има многу што сакаат да работат. Меѓутоа, да не се работи само за плата, која што е ниска во суштина, и со тоа се согласуваме, меѓутоа тоа е друг дел од одскочна даска е професијата за у друго место да отидат да се здомат. Има и такви што многу размислуваат. Во цел свет така. Да, може и така и во цел свет. Сакам да како дополнување, редакцијските школи се многу битни. Ние сме генерација која што сме почнале кој порано, кој подоцна од 90-тите. Ја пројдов во редакцијската школа на НИПОЦ поранешен. Вие сте биле во јавниот сервис, сите сме да. Мислам, таа школа е злато вредна за нашата професија. Можда не можеме да ја пресликаме 1:1, и други времења биле, меѓутоа мора да се работи тоа, мислам дека е предизвик исто за ЗНМ, ако се согласува и Младен, да мора да биде предизвик да инсистираме во медиумите да го има тоа што повеќе. Во сабота на собранието ќе има една силна струја која што ќе доаѓа, предпоставувам, од колеги кои што работат во 5 национални телевизии, значи Телма, Алсат, Канал 5, Сител и пропуштив кого пропуштив? И Алфа, се извинувам, да. Алфа, кои што во овој момент имаат огромен проблем со авторските права. Јас знам дека е тоа тема за која што и се бунеа, минатата недела имаше јавни соопштенија и така натаму. Треба ли ЗНМ да се занимава со почитување на авторските права? Бидејќи имаат проблем со кабелски оператори, со интернет платформи и така натаму, кои што пренесуваат содржини без, барем тие така тврдат, без регулирани авторски права. Треба ли ЗНМ Младен со тоа да се занимава? Постојат низа на закони што тоа го регулираат и денеска. И тоа стриктно го регулираат. А авторските права се иманентна појава не само за ЗНМ. Значи тоа треба да биде, како да ви кажам, ако отидам ја во продавница да украдам леп, мене ќе ми викнат веднаш полиција. Така да не збориме за филм или за нешто друго. Тоа е нешто за што не треба да се разговара, дали авторските права треба да се почитуваат или да не се почитуваат. Треба да се спроведат доследно законите кои што постојат за тоа. Ги има, предпоставувам, и преку АВМУ, и преку... Сега, ќе ми простите, не сум доволно вичен во сите овие правни елементи. Мислам дека и Драган има проблем со ние има. Постојат низа на закони што тоа го редуваат, постојат. Треба ли ЗНМ со тоа да се занимава? Треба да поттикнува кај колегите новинари, Треба ако да има види што може да направи ЗНМ кражба. во тој поглед.
Они имаат организација која што телевизиите кои што ја буткаат таа приказна и треба да ја буткаат дефинитивно, но ЗНМ може да се занимава во овој дел, јас ќе ви кажам со Мија. Ми има да речеме во овој момент ексклузивни дописници, ни еден медиум нема, значи се што се случува во Грција со договорот со пожарите, се што се случуваше во Брисел, се што е, значи ние авторски текстови наши ги продуцираме, глиферуваме дефинитивно. 90% сите телевизии многу ретко велат дека информацијата е на Мија. Ги кажуваат како сопствени. Плаќаат ли барем за информацијата? Нешто. И он вели, ја плаќам, нема зашто да кажам дека е твоја, а зошто да не кажеш дека е моја. Ако може еден пример само за овој контекст, зборувам за ситници кои што се, а за она големата приказна на авторски. Се случува и крадења големи, значи некој медиум да користи, а да воопшто не. Да, меѓутоа можам да кажам дека добар дел почна да плаќаат, зголемена е претплатата дефинитивно, дури имаме некаде околу 30 портали кои што плаќаат, така што тоа е новина. Плаќаат и проопозицијски и провладини и независни, значи тоа е добра приказна, нас ние потврда ако сите не земаат, значи дека сме окей. Значи ќе имате поголем буџет за следната. Да, ќе имаме дефинитивно. Меѓутоа ЗНМ мора да поттикнува она што го кажавме. Тоа се стандардите, мора да цитираш. Има пример, може ако дозволиш. Ајде. Поттикнуваме досега бидејќи сум запознат. Ги поттикнавме фоторепортерите. Додуша многу некои ќе речат дека да, тоа е полесно да се докаже авторството на фотографија. Меѓутоа еве нека почнеме од тоа па ќе продолжиме. Два случаи кај што ги поттикнаме и кај што си ги добие луѓето или се водат постапки. И веќе сега многу се внимава пред да се украде некоја, така ќе ја рече, пошто грубо тоа е крадење, фотографија или што е да е, па да се постира на својот сајт, мора да се праша барем или да се види. Добро, колеги, следното што морам да ве прашаме за слонот во продавницата за кристал, кој се вика МРТВ. Бидејќи ЗНМ се обидува со години да нешто направи, да нешто помрдне во МРТВ, но таму реално работите прилично стојат, во смисла на тоа како се замислува нивната улога, нивниот совет, изборот на членовите на советот и така натаму. Младен, што треба прави ЗНМ во наредниот, да речеме, неколку годишен период во однос на МРТВ? МРТВ дефинитивно мора да биде еден стожер, да речеме, во медиумите Македонија, стожер кој што ќе ги стандардизира работите. И тој ќе може секогаш да делува баш така, стожерно, во однос на тоа како другите медиуми одскокнуваат по потрага по комерцијални и други активности. Значи, еден таков информативен или медиумски стожер кој што ќе може да промовира стандарди, многу ќе значи за самите млади новинари и за новинарската школа. Или, ајде уште подрастично, сега немаме дописничка мрежа. Во Македонија нема, се растури целата дописничка мрежа. Па и регионалните центри и радиските центри ништо не работи. Тоа, да. И многу тешко се обстојува надвор. Многу тешко обстојуваат новинарите, уште потешко обстојуваат. И таму се директно жртви на градоначалници, на локални партии. МРТВ како таква мора да има дописничка мрежа од 15 града, па тоа да биде репер за однесувањето и на другите телевизии. Што треба ЗНМ да прави во тоа? А не ние како приватна телевизија идеме че треба. Што треба ЗНМ да прави? Ние и досега сме го правиле како здружение, меѓутоа немаме механизам со кој што ќе ставиме, ајде да се изразам така вулгарно, пиштол на чело на тие што треба да променат нешто да го направат побрзо. Ќе бидам искрен. Оваа влада актуелна покажа слух кога ги подготвуваше измените на законот да прифати еден добар дел од нашите барања кои што беа поврзани со јавниот сервис. И доколку тоа се имплементира, ама искрено, мислам дека има шанси јавниот сервис да стане стожерот на што вели Младен, да биде темелот на медиумскиот систем. Оваа влада помина веќе ќе направи 2 години, а нема ништо. Да, тоа е проблемот, така. Очигледно дека законот да го сменат. Треба законот. Прво треба законот да се промени, во законот има одредби кои што помагаат тоа и второ треба да се изберат вистински луѓе. Добро, дали е само всушност законот промената во прашање? Не, потребни се луѓе. Тоа прашам, пошто знаете како сите некако застануваме законот да се смени. Ако дозволиш, треба да престане праксата МРТ да се третира како изборен плен. Досега сите власти ја третираа како изборен плен. Тоа ако ќе престане има шанси работите да мрнат на еден поголем чек. Дека ваква МРТВ не е ниту изборен плен. Не потребна е. Џабе некој би се борел за ваква МРТВ. Очигледно дека треба да се направи нешто. Потребна е промена во менталитетот и силна политичка волја. За вработување. Ако се усвои законот и ако се имплементира искрено, има шанси да се вработи и поголем број новинарски креативен кадар
и да се купи опрема, и да се купи програма, и да се засили дописничката мрежа, и да се оформи еден цел систем кој што ќе биде достоинствено да не презентира и да се надпреваруваме со регионот. Драган? Треба да си има концепт. Значи, тој што ќе се нафати да ја работи МРТВ, условно така да кажем, значи, прво ќе се соочи со немање тим. Ние постојано викаме треба новинари, треба од кај ќе најдете новинарите кога на пазаров толку се све распрскано на 100 телевизии. Еве да речеме Младен ќе биде во сабота како досега кандидат за председател. Младен треба да ќе продолжи во ситуација да мора да излезе на говорници и да кажем условно да одбрани некаква своја програма. Така ли е, Младен? Ти ќе имаш некакво обраќање 5-6-10 минути. Ние одамна се залагаме за тоа да раководството во МРТВ, барем сега сме дошли во такво време, предпоставувам последниве демократијата расте и така натаму, да поминува некаков систем на ветинг. Тоа значи тие што ќе се пријават да бидат генерални директори или директори и така натаму, да изложат некаква програма, да таа програма биде на јавна дебата, особено на дебата на професионалци, и да таа дебата биде структурирана, канализирана во некаква комисија во парламентот, бидејќи да не забораваме основачот на МРТВ е Собранието на Република Македонија и таму се бираат практично главните полуги се таму. Треба пред програмскиот совет, ама тој треба да биде компетентен. Мислам да биде јавен процес, сакам да кажам, не само јас и Драган ќе се договориме да биде Петко или да биде Зоран директор. Мора снавските организации да бидат во приказната. Мора ЗНМ да биде во приказната. Мора да бидат професионалците во приказната. На кој начин да бидат во приказната? Значи, она кога зборуваме концепт. Па нема да се откажат они од тоа. Тоа е како да им кажете, видите сега да се им стои така како што е, што да кажам. Мислам мора да се пресече. Ако нема политичка волја за тоа да се смени и направи, како што велиш ти, тоа ќе остане така и нема ништо да поправиме. Меѓутоа ние мораме да инсистираме и да притискаме на создавање на таа политичка волја ако веќе не постои. Поминаа 2 години од формирањето на владата или година и половина, а таму уште седат истите луѓе што ја закопа МРТВ. Значи тоа не може да има оправдување за тоа во и да се каже дека само законот е така. Добро, има нешто што се вели притисок од професија, граѓански. Така, знаете, луѓето однатре може да сменат сами, зашто требаше да чекаат нешто доколку да речеме еве имале претходно притисок, сега немаат притисок. Добро, сега да не ги преценуваме тие можности. Не верувам дека они можеле однатре да сменат и да донесат нов директор. Не. Не можеле тоа може да работат професионално, зборувам. Може да работат професионално, може да менуваат. Работат малку по-професионално од тоа. Меѓутоа може да менуваат и однатре, не е само менувањето од надвор. Колеги, на крајот на кришната се работи за сериозни пари за македонски услуги кои што се трошат во МРТВ. Значи, сега е Зоки 17 милиони или околу 18 милиони евра годишно. Добро, нема да правиме споредби колку има ХРТВ или колку има Белградска телевизија или Софија и така натаму, но тоа е колку веројатно добар дел од приватните телевизии заедно буџет. А гледаноста која ќе споредите, ја никогаш не сум мислел дека МРТВ, дека МТВ или Македонското радио, дека треба да бидат неопходно најгледани. И ние знаеме како се прави гледаност. Ја не мислам дека МТВ треба да влегува во некои домени каде што комерцијалните телевизии треба да си ја билдаат гледаноста. Но исто така не мислам дека гледаноста треба да биде под некој најкритичен минимум и многу повеќе од тоа. Само ако направи споредба околу нас во регионот, ако не се на прво место се у првите две по гледаност или по кредибилитет јавните сервиси во секоја држава. Кај нас е обратно пропорционално. Значи мора од корен нешто се менува. Како ви како да се поправи? Да, јавниот сервис е огледало на државата. Каков ти е тој, таква ти е државата украјна линија. Добро, следното прашање, можда и последното прашање, што правиме со порталите? Се покрена, значи, една дебата и таа дебата трае веќе неколку години, како тие да се бидејќи порталите стануваат веќе важен информативен дел и не само информативен, забавен и така натаму така. Регулирање или не регулирање? Јас сум против, а ќе кажем и зошто ако дозволиш. Драган? Не знам што подразбираш под регулирање. Да. Ба добро. Да. Младен, ајде вие кажете ми. Ја можам да ви кажам, ама да ми потребно е само регулација во овој простор. Сите се согласувате со саморегулација? Но сериозна саморегулација. Што значи тоа сериозна? Тоа значи дека сите медиумски здруженија од почеток до крај заедно со порталите, оние кои што се кредибилни, кои што на пазарот обстојуваат врз комерцијална основа, ќе треба да направат
еден сериозен документ, стратегија како тоа да се направи. Да не истрчуваме сега да кажеме вака или онака, меѓутоа во суштина тоа треба да доведе кон една база на портали, медиуми, кои што утре треба да бидат препознаени и од читателите, но и од рекламерите како такви. Нешто и се мрдна во таа насока. Нешто и се мрдна. Нешто се мрдна, дефинитивно. Еве јас што реков, околу 30 портали се преплатија, на ние плаќаат вести. Што не беше случај до сега. Значи, и тоа е процес кој што, да речеме, повеќе нема превземање. Не е нужно портал, не можеш да сведеш. Не, сака да кажеш, самите портали порталите плаќаат за вести. Значи, почнаа да работат тие кои што се релевантни, веќе се преплатени. Значи, она голо крадење веќе заврши на почетокот тој процес. Веќе има цитирање. Јас сакам да кажам друг момент кој што ќе биде во контекст ново и можеби ќе фрли ново светло. Значи, не знам колку е познато на јавноста, до крајот на годинава ќе стапи на сила во европската изменета аудиовизуелна директива. Во превод, во следните нецели 2 години земјите членки на ЕУ, а и ние ќе мораме наскоро, ако сакаме нели да се тркаме, да ја имплементираме преку нормите, а тоа нормирање значи или тоа имплементација значи дека секоја видео содржина што не е ад хок, значи видео шеринг платформа, интернет телевизија, што и да е, ќе биде предмет на некаква регулација. И од аспект на говорна омраза, заштита на малолетничка публика, пласирање на производи, скриено рекламерство и така натаму и така натаму. Од регулаторните тела, во која форма тоа ќе треба да определат, меѓутоа ќе има предмет на регулација од тој аспект. Тоа треба да правиме разлика, не треба да значи дека ќе значи регулација на контент, него да се запазат овие аспекти кои што сега се репер, односно правила за традиционалните електронски медиуми. Значи тоа Македонија кај да ќе мора да го примени во тој аспект. Содржината не смееме да ја допираме. Ако дозволиш, според мене, Македонија, општество како македонското, кој што на запад го нарекуваат демократија во развој, ако добро. Транзицијско се се уште најголема вредност или поголема вредност е слободата на изразувањето и слободата на медиумот, отколку евентуална клевета која што може да се нормира преку законот за клевета и навреда, евентуално прекршување на авторско право кој што може преку барање за почитување или пред суд, пред надлежни органи да се санкционира, или преку заговор на омраза, каде што имаме членови во кривичен законник, само што треба институциите да реагираат. Од тој аспект, регистрација во форма која што треба да биде заедничка, во која што ќе го делиме професионалните медиуми онлайн од тие што се останати. Импресуми, тоа е тоа. Да, но не и повеќе од тоа. Со други зборови, да се знае кој стои зад медиумот и евентуално кој може да биде повикан на одговорност доколку има некаква содржина која што не е професионална. Колеги, јас ви благодарам. Се надам дека во сабота ќе се видиме во Борис Трајковски местото на држување на собранието и дека ќе имаме прилика, се надевам дека ќе има и конкуренција, младен, можеби не само еден, двајца, можеби и повеќе. За жал, мислам дека ќе беше убаво да имавме и колешки новинарки кои што ќе се кандидираат за овие функции. Не знам каков е сега составот на управните тела во ЗНМ, мислам дека се води сметка на тој баланс. Мислам дека се води сметка дури и за овој другиот баланс етнички и така натаму, но може се тоа и имаме квоти. Имаме квоти, да. Меѓутоа се уште нема тоа се интересира. Најсуштинско тоа е да појавиме нови луѓе. Бар ја така размислувам, да им дадеме шанса на нови луѓе кои што досега не биле во тоа, затоа што на еден или друг начин се вртат се едни исти луѓе во тие Драган, пакети. јас морам да ти кажам дека ние во редакцијава во 1 ТВ имаме една таква одлична екипа на луѓе, колеги кои што се докај 35 години, кои што мислам јас помирно одам на спиење кога е новинарството во прашање, од кога гледам Мислам дека тоа треба на ЗНМ да му се случи. Да. Има добри капацитети, знаат што сакаат. Добро, треба малку уште да се срка од таа манџа, ама во суштина мислам дека сме во таа смисла на добар пат. Свежа крв, имаат силна логистика у канцеларијата на ЗНМ која е добро разработена, без дилема. Канцеларијата исто така одлична. Да, и мислам дека треба да продолжи приказката како што тераш. Сигурно. Јас ви благодарам, сигурен сум дека оваа тема може да се разговара и секој ден по 2 пати, претплатне и попладне. Се надам дека бевме доволно интересни за нашите гледачи. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам што бевте со печатот на неделата. Се извинуваме што малку си го свртевме рефлекторот кон самите себе, кон нашата професија, ма ете мала злоупотреба имаме право да направиме, бидејќи сепак се работи за професија која што има поширока јавна одговорност и улога.
А останете со Еден телевизија, јас сум Сашо Ордановски, после мене следуваат колегите кои ќе имаат уште малку дебати за одредени прашања, а Еден телевизија знае да има добри содржини и кон полноќ, така што бидете со нас. Пријатно догледање, барем во печот на неделата, следната среда во исто време.